дискусијата денеска по повод една многу сериозна точка за многу сериозна состојба во Основното училиште 11 октомври. Наместо да се разговара за причините и што е најважно последиците за менаџирањето во ово основно училиште од страна на директорката, ви избравте стратегија која што мене ми е благо кажано чудна, а тоа е да застанете во одбрана на директорката со тоа што денеска ќе кажувате дека се е во ред. Тоа беше, нели, начелото, слоганот кој што вашата колешка настапи во својот инспиративен говор. Како можете со оваа драматична состојба во која што се наоѓа училиштето да кажете дека се е во ред? И упорно да цитирате извештај со желба да докажете дека во тоа училиште се е во ред. И сум крајно изненаден од директорката која што денеска според настапот, јако ве слушав вас, да дојдам од страна, ќе помислам дека денес тоа училиште функционира безпрекорно. И сите други се виновни, освен оној кој што менаџира со основното училиште. Сите се виновни. Општината, родителите, кои што глумат децата, кои што не знаеме зошто се затворени. Се е во ред. А вие сте добар менаџер. Значи, тезата на ваша, како советничка група на ВМРО-ДПМНЕ и вашата коалиција, дека нема ништо во тоа училиште и поради тоа нема вина на менаџерскиот кадар е апсолутно погрешно. Дозволете да си ја земам таа слобода. Да ви кажам дека исто така, моје мислење се разбира, не мора да се согласите. Изборот на тоа кој од вашата советничка група денеска ќе ги изложи аргументите е крајно чуден. Наместо советничката да се иземе од гласање и од дискусија затоа што е вработена во училиштето, она е денеска носечкиот дискутант на вашата советничка група. Кога имате советник од една било која советничка група, која што е воедно е вработен во едно училиште, тоа е еднакво на што? На партиско вработување и ништо друго. Зборам за било која политичка партија, за да не мислите дека имам некаква тенденција. И кој одлучил и како да дискутира она кој што е вработена таму и не само што не се изема од дискусија и гласање, гледам ни за гласањето нема се иземе, туку не можам да разберам. Вработена во училиштето со партиска книжка на ВМРО-ДПМНЕ и поради тоа, со среќа во политичката кариера, советник во општинен центар. Тука тезите паѓаат во вода за наводна непристрасност, за наводна желба за департизација на образованието или ако сакате на она што пречи веќе и во официјалните документи, тоа дека партијата е поврзана со државата. Зборувате за сегментот кога не го оставив мојот подпис. Вешто, односно невешто, кажувајќи го вториот дел од целата приказка. Никој од вас не го кажа првиот дел од целиот циклус, наречен поставување на директор во Основното училиште 11 октомври. А тоа е дека од 9 члена на училишниот одбор имаме 10 гласа. И додека советникот Дарко 5 пати ви го постава прашањето, вие не го слушате тоа прашање. Ајде, волам. Јас на никого не му суфалив. 9 члена, 10 гласа. Што се случи? Имаме основно училиште во центар, тој 11 октомври, каде што е дозволено на еден член на училишниот одбор да гласа повеќе пати за повеќе личности. Јас, колешке, на таков документ подпис не става. Тие што ставиле подпис, уверувам, ова ви го кажувам во очи, пред камери, ќе одговарате ендер. Не во ова судство, но во едно реално, објективно судство ќе одговара за такво. Јас не ставам таму подпис. Тој дел не сакате да го кажете. Министерот го стави подписот. Еве до каде дојдовме. Зошто никој не каже со чив подпис е поставен овој директор? Како може училишниот одбор да гласа, што е прв пример, не знам дали воопшто во Македонија има таков пример, да гласа за повеќе кандидати. Зошто се разбира? За да биде избран погодниот, по потреба, по сакуваниот кандидат. Кога сме ке училишниот одбор, имаме друг вид на прекршок.
други ќе отврат таа димензија. Училишниот одбор не најде за сходно во овој еден од можеби најдраматичниот момент во историјата на училиштето да не свика состанок. А сите овде знаеме зошто е тоа направено или зошто не е направено. Нема состанок на училишниот одбор во момент кога цела држава зборува за 11 октомври. Па сакам лично да ги видам тие членови во очи, ако се родители, да ми кажат што е тоа. Кога ќе се одржи училиштниот одбор? Вечерва ќе се одржи. Кога после седница на Совета? Трагично. Трагично за секој од нив. Зошто? Знаеме многу добро. Денеска имавме во училиштето полиција. Денеска. Полиција која што дојдена да види што се случува со книгата за излезни фактури. Слушнав дека денеска е приметен проблемот. На секој од вас ќе биде доставен мејл кој што стигна до општината на 27.10. дека ја нема книгата. 27.10. 9 се извинувам, денеска сме 22. 27.8. се извинувам, денеска сме 22.9. Денеска ја снемало книгата, директорка, не таму. Погледнете во мене и одговорете, ако се непријатни прашањата, сами се доведовте до таа ситуација. Кога дојдов ве повикав да си ја преземете одговорноста. Сега ќе дојде до ваква ситуација. Ова е веќе прекршок по неколку закони во Република Македонија за кои што се одговара. Значи, присутна полиција. Имаме, сегмент еден за тоа каква е комуникацијата со општината и како што вели советничката, се извршуваат редовно обрските. Има едно училиште кое што по истечениот рок 18 овој месец за преглед на број на вработени, преглед на број на ученици, тоа се дава, како што знаете, верувам дека знаете, се разбира, се достава до Министерството за образование. Има едно училиште кое што се уште едно само ги нема доставено документите, го нема доставено барањето. Кој училиште? Вашето училиште, советничко. Околу редовноста, ажурираноста, тоа недоставување може да доведе до блокада помеѓу другото на исплатата на платите. И ние го доставивме документот, денеска е тој доставен, затоа што, односно, да запазиме рокот 18 без податоците од 11 октомври. Значи, проблем околу одвивање на наставниот процес. Проблем околу кадрите во образовниот процес. Проблем со хигиената. Заклучок еден и единствен. Проблем со менаџирањето на училиштето. И тоа е ставот мој како градоначелник на општинен центар. И ќе постапам визави таквите согледувања. На крајот на краиштата, оваа дискусија денеска моја е во насока на оно што цело време тврдам. Не сум наивен да помислам преку ноќ дека ќе има една општина во оваа држава која што ќе биде департизирана, особено во образованието. Денеска излегува слики. Каде што јас сум директор каде под символите на ВМРО да помане. Вие кажете, секој директор може да прави што сака по 16 часот во ред. Еве нека биде така. Откако сум јас овде, кој е овој лик тука? УМС, кисела вода, активно учество. Немате одговор затоа што слика покажувам. И да не и вадам другите слики. Да, некој каже после 16 часот. Откако сум јас тука, ниту еден директор не добил задача да биде присутен на било каква активност на општината, општинен центар, за разлика од некои други почитувани светнички. Ова се слики кои што ги објавиле граѓаните, не јас. И затоа доаѓаме до ова. Како што кажав, не мислам преку ноќ дека ќе се изврши таа департизација. Но зошто да не почне од општинен центар? Многумини очекуваат да започне од општинен центар и да започнат сите нас. Не само од мене, не само од нашата советничка група, туку сите од двете советнички групи, затоа што нели функционираме како две групи со повеќе политички партии. И тоа треба да е заложбата. Бидејќи кога вчера излеговме, ме праша почитуваниот координатор ќе одговорам на тоа праша. Кога вчера излеговме заедно со заменик министерот, тоа ги интересира родителите. Не кој како е поставен, дали има партиска книжка, дали иде на млади сили, унии и не знам што и не знам што. А вака не може да се работи, затоа што последиците се катастрофални.
Се договоривме со заменикот министер на првата средба да не се одвија настава во петок и уверен сум сега уште повеќе дека беше точната одлука исправна, затоа што самите родители тоа го побара. Беше премногу ризично да затвориме само еден дел од училиштето, бидејќи имаше реална опасност да се контаминира целото училиште и да предизвикаме на вистина уште посериозна бројка на ученици кои што ќе бараат интервенција од здравствените установи во Република Македонија. Вчера донесовме заклучок, мене ме радува тоа што исто или многу слично размислувавме, се поставивме визија и проблем, зборам како централна власт и локална власт, а тоа да извршиме заедничка инвестиција во водоводната мрежа, поточно кажано училиштето, затоа што е тоа сериозен зафат, затоа што е тоа зафат кој што општината Војмет не може сама да го изведе од финансиски причини. Морам да кажам тука многу отворено дека министерот излезе во пресет и сум благодарен за тоа, се разбира, како граначалник на општината, да тоа биде заеднички финансирано. Ние веќе имаме, како што знаете од вчера и кажано од раководителот за градични уредувања, на секторот за градични уредување и проект, денеска се слуштавме тој проект да биде што е можно час поскоро завршен. Изведувач, односно оние што го изработуваат проектот, ја знаат ситуацијата и ќе се обидиме што е можно тој да биде побрзо донесен во општината и потоа да пристапиме заедно кон промена на водоводната мрежа, се со цел да избегнем повторно да се случи вакво нешто. И понатаму што се однесува до моето работење, особено до работењето во образованието, ќе останам на линијата да одлуките што е можно повеќе се носат заеднички помеѓу централната власт, во овој случај ресорното министерство и локалната самоуправа, затоа што, пак ќе кажам, децата не ги интересира кој е од која политичка партија, кој е денес градоначалник, кој е денес министер, кој е денес директор, кој е денес советник, тие сакаат да работат во нормално училиште, во чисто училиште, во училиште каде што има ред и дисциплина, во училиште каде што наставниот кадар не се гледа низ призмата на кој каква книшка има, туку кој колку е квалитетен, не се менуваат наставници кои што имаат никакво искуство со наставници кои што имаат дебело искуство, само затоа што некому тоа не му одговара. Јас докрај ќе се држам на тој принцип и тоа го докажав досега и ќе го докажам во иднина.